Обезбедени се дополнителни средства за завршување на автопатот Кичево-Охрид, потврди министерот за транспорт Александар Николовски. По широка дебата за прекинот на работата на овој автопат, министерот изјави дека било одлучено работите да продолжат од повеќе причини и според него автопатот ќе биде завршен до крајот на годината. Вкупно 175 милиони евра дополнителни средства се обезбедени за продолжување на работите. Ние бевме доведени пред избор дали да го прекинеме проектот, затоа што нема логика да има изведувач од нивна страна кој тие не го обезбедат финансирањето. Но во тој случај и онака многу време се чека на завршување на автопатот, ќе требаше дополнително да чекаме нов тендер, избор на нов изведувач и така натака. Нашата цел е до крајот на годината да го завршиме, како што сме ветиле. И затоа решивме да продолжиме. Во однос на финансирањето, ние никогаш не оставаме да немаме втор план или план Б, ние го имавме планот Б уште пред да се обратиме кај нив. Средствата се обезбедени од домашните банки. Николовски зборуваше и за автопатот Прилеп-Битола, кој треба да заврши во 2029 година. Во делот на инфраструктурата, само што доаѓам од увид на градежни активности на автопатот Прилеп-Битола, таму работата оди одлично. Она што го добив како ветување од изведувачите е дека веќе стендната пролет ќе можеме да возиме по првите километри автопат на потегот од Прилеп до Битола, а согласно рокот, односно пред рокот, и да се заврши целиот автопат. Рокот за завршување на овие проекти е крајот на 2029 година. Доби ветување дека пролетта 2029 година ќе имаме комплетно автопатско решение од Прилеп до Битола. За железничката пруга што ја поврзува Македонија со Грција, Николовски истакна дека немаат издвоено средства за нејзина реконструкција и дека подолг период не е предвидено да се работи на неа.